Благодарам на прашањата. Прво, сите сме свесни дека разговорите треба да продолжат без разлика на исходот на 8 или 10. На 8 е Советот на министри, на 10 или на 18, не знам точно кога е Европскиот совет, каде што се собираат премиерите и ги носат одлуките, но едно знаеме дека треба да продолжиме да градиме пријателска атмосфера и да ги решаваме проблемите сите на Балканот, па и овој проблем кој што се појави пред кратко време. Она кое што секако треба да го правиме во целиот овој период е имплементација на договорите и со Преспа и со договорот за пријателство со Бугарија. Господинот Бучковски како специјален представник на владата треба да биде оној кој што ќе биде driving force, односно мотиватор на реализација на договорите. Преговорите ги води Министерството за надворешни работи, начело со министерот Бујар Османи, со државниот секретар и кабинетот на министерот Бујар Османи, вклучен е министерот за надворешни работи, министерот за европски прашања, кој што е во контакти со европските министри задолжени за европски прашања, а секако овде и мојот кабинет со нашиот иден амбасадор во НАТО Дане Талевски, кој што од почетокот е во самите овие разговори. Зошто го кажувам ова? Заради тоа што и овие денови што предстојат пред нас се прават напори да се изнајдат решенија, затоа што секако, иако јасно објаснивме кај народот и го подготвивме дека постои можност да не се усвои преговорачката рамка, со тоа да не се даде можност да се одржи првата меѓувладина конференција, сепак стратегија на државата, лично моја посветеност и на министрите сите, е дека треба да продолжиме да разговараме. Во најмала рака да создаваме атмосфера и отстрануваме пречки за следното лето, но ако може тоа да го постигнеме и сега, би требало да правиме максимални напори до последниот момент за да го постигнеме тоа. Така да, прво, на подпрашањето за господинот Бучковски, тој е именуван за 1 година, со тоа што ќе работи на вистина на реализација на акцијскиот план, а тоа е акцијски план за поуспешно спроведување на договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Република Бугарија, согласно кој договор прво ги исполнуваме очекувањата на граѓаните на Република Северна Македонија, но секако и на граѓаните на Република Бугарија за заекнување на пријателството и соработката, акционен план кој што секако опфаќа побрза изградба на инфраструктурата на коридорот 8 и двата други подкоридори на коридорот 8, соработка во областа на економијата, соработка во областа на енергетиката, изградбата на интерконекторот на јужниот дел од татковината, во областа на образованието, во областа на културата, на здравството и секако во областа на историско-образовната комисија, која што и денеска и утре еве заседава во нашата земја. Сакам да го искористам можноста за сите граѓани кои што вистински се грижат. И на вистина грижата секој пат е добре дојдена, заради тоа што сите треба да се грижиме за татковината, да ги осигурам и да ги охрабрам и да им гарантирам дека никој не преговара за македонскиот идентитет и за македонскиот јазик. Тоа е наше право на самоопределување и се што е поврзано со тоа прашање е нашето очекување конечно да симнеме билатералната спогодба со Бугарија, а тоа да зборуваме за македонски јазик согласно Уставот на Република Северна Македонија и за бугарски јазик согласно Уставот на Република Бугарија. Нашиот јазик е признат во светот, ние сме македонци и такви како пријатели на Република Бугарија и на бугарскиот народ треба да продолжиме да го градиме пријателството. А за господинот Мицковски, така да кажам, душегрижници, кои што прават шамата во овие денови, можам само да кажам дека сето ова што го прават е живогребност за доаѓање на власт и ништо друго. Наводна борба да се заштити македонскиот идентитет и македонскиот јазик, кој нели by the way го изгубивме со Преспанскиот договор, кој што само по себе потврдува дека не е точно, е навистина лажен патриотизам и е апсолутно на штета на државата. Тоа ниту мене, ниту владата ќе не охрабри да продолжиме да градиме пријателство, да чекориме по единствениот пат кој што го очекуваат граѓаните, тоа е патот кон Европската Унија, затоа што друг пат нема. Ќе бидеме трпеливи, мудри, ќе водиме грижа за
се вкупните национални интереси на целиот наш народ и на татковината, а патот е тој. И по него ќе продолжиме да чекориме и веруваме дека час поскоро ќе успееме да ги отвараме поглавијата, кое што знаете дека се 15 годишна тенденција на очекување после добивањето на кандидатскиот статус од 2005 година. Повелете. Најавивте, владата најави дека компании во државна собственост, меѓу кои ТЕЦ Неготино, ќе се продаваат или ќе се бара решение преку јавно-приватно партнерство. Ме интересира за ТЕЦ Неготино, дали има заинтересирани партнери, дали можеби фирмите кои ги спомнавте, големата американска компанија General Electric или друга е заинтересирана за ТЕЦ Неготино? Еве вака, јас прво секој пат можам само да дополнам. Знаете дека на 28 декември е првиот чекор на постапката на Чебра. Прв пат имаме очекување заради тоа што имаме преку 70 компании кои што подигнаа документации и меѓу нив се сите овие големи звучни компании со звучни имиња компании од областа на енергетиката. Меѓу нив е германската компанија RWA, шпанските енергетски компании, грчката PPC и многу други компании кои што се заинтересирани за инвестиции во енергетски проекти во државата. ТЕЦ Неготино е навистина еден капацитет кој што побудува сериозен интерес за јавно-приватно партнерство или за целосно купување од страна на државата, нешто кое што ќе го утврдиме со физибилити студијата која што ќе имаме на почетокот на следната година, која што ќе биде основа за државата да донесе одлука дали оди целосна продажба или ќе оди по пат на јавно-приватно партнерство. До сега имаме најмалку 10 компании, веројатно 2-13, најмалку 10 компании заинтересирани за ТЕЦ Неготино. Зошто? Заради тоа што во ТЕЦ Неготино имаме одлична географска положба, имаме одлична поврзаност со мрежата, имаме трафостаници кои што може да ја примат енергијата од новото производство на струја и интересот е врзан секако со новите понуди на газ во Република Северна Македонија. Пред се мислам на течниот газ или LNG, Liquid Natural Gas, кој што потенцијално може да дојде од Америка, од Катар и од целиот Медитеран, но и Trans-Adriatic Pipeline, азербејџанскиот газ, со цевката која што поминува во северниот дел на Грција, има крак преку интерконекторот кој што се поврзува на досегашниот изграден гасовод во државата, секако гасната цевка која што сега постои и новиот интерконектор кој што треба од Петрич до Струмица да се гради, како интерконекторите кои што почнуваат веќе да се работат со Косово и со Србија. Стануваме дел од еден многу значаен регионален систем, а и Неготино како дестинација или положба, но и самиот ТЕЦ Неготино навистина е на одлична локација. Јас верувам дека државата не само што ќе има успешна постапка за овој проект, ќе отвори работни места, ќе имаме зелена енергија. Знаеме дека ТЕЦ Неготино на мазут не работи многу години, а ќе отвори секако и работни места, бруто домашен продукт, па дори извоз на ново производство на енергија. Повелете? Па еве имаме информација патувајќи према Неготино дека тргна работата. Комисијата имаше од 14 записници решено 3 денеска имат аспирација да ги решат останатите 11 записници. Оди во една пријатна, пријателска атмосфера, за мене е сигнал дека сите се трудат, вклучително и експертите кои што работат во оваа значајна комисија, да прават напредок. Верувам дека секој усвојување на записник е напредок. Нашата влада на досега усвоените записници е подготвена на некои од следните седници да ги објави записниците за 5 историски личности, односно 3 историски периоди, за да испратиме порака дека веднаш после тоа почнуваме со имплементација на учебниците 2021-2022 година и од бугарска и од македонска страна за сето она што е поврзано со цар Самоил, со Кирил и Методи, Климент и Наум Охридски. Верувам дека многу брзо ќе имаме и следни решенија, заради тоа што низ тие решенија го градиме заедничкото пријателство помеѓу двете земји. Ставот е јасен за сите, ние сме самостојна нација, која што се развила, како што се развивале паралелно сите други нации.
Нашиот јазик е исто како и другите јазици од словенско потекло, потекнуваат од старословенскиот јазик, од старословенската култура, преку развивањето на глаголицата од Свети Кирил и Методи и кирилицата од нивните наследници, Свети Климент и Наум Охридски, се развивале јазиците. Имаме точно дел од заедничка историја која што ги поврзува двете народи и двете држави, двата народи и двете држави, од каде што буквално се создаваат и македонскиот и бугарскиот јазик, па и српскиот и сите други словенски јазици кои што се територијата овде на југоисточна Европа. Така да апсолутно, имајќи почит и респект едни меѓу други, можеме да постигаме договори и тоа договори кои што ќе градат перспективи, пријателства и секако добра иднина за следните генерации. Дали сметаме дека може? Значи, еве, ви кажувам за она што се статистики и проекции на државата за медикал канабисот, за медицински употреби. Во моментот имаме издадено околу 50 на лиценци од државата, значи секој што аплицира може да добие лиценца. Огромен дел од тие проекти се веќе реализирани и имат свое собствено производство. За закон кој што е донесен за време на претходната власт, 2014 година или 15, ако не се лажам, и по тој закон се движиме. Ако успее парламентот до крајот на годината да го донесе законот за измени и дополнување на законот за опојни дроги и даде можност во делот на медицинскиот канабис да се извезува покрај екстрахирано масло и сушен цвет, зборуваме за извоз, проценката 2021 година е 250 милиони евра вредно производство за медицински потреби, исклучително за извоз. Друга тема е таа која што отворивме заради развој на туризмот, услужните дејности во државата, а тоа е отворената можност да се издебатираме сите во државата, не брзаме никаде. Цела 2021 година е пред нас. Очекувам до средината на другата година државата, народот наш да оформи став по ова прашање, но институциите, парламентот, владата, опозицијата, сите заедно, дали мислиме дека ставање во употреба за рекреативни цели, за нешто кое што, еве вчера видовме, дека и Обединетите нации и Светската здравствена организација го пушти по светот, кое што покажува дека сме неколку чекори понапред дури од Светската здравствена организација во тој поглед, може да го искористиме како импетус, како акцелератор за развој на оние дејности кои што не ни се доволно развиени, а тоа е пред се туризмот, угостителството и услужните дејности во државата. Но ова е дел од прашањата кои што се отворени за дебата. Внимателно слушаме, очекуваме граѓаните да се изјаснат. Јас сум поддржувач на оваа идеја и затоа ја отворив, заради тоа што мислам дека треба да ги искористиме сите капацитети во државата за да ја дигнеме економијата максимално колку што е тоа возможно, за да осетат подобар економски стандард сите наши граѓани. Значи, таа е работна група под раководство на МНР, точно Министерство за надворешни работи, да, вклучен е и мојот кабинет, јас лично, нормално, тоа го знаат граѓаните. Преговараме за работите од каде што почна проблемот, долгото и краткото име. Дали Северна Македонија има аспирации кон Бугарија или не, утврдивме, како што го решивме во НАТО, така и во Европската Унија преку нота, во која што потврдуваме дека Северна Македонија е исто како Република Северна Македонија и се однесува на политичкиот ентитет на државата Република Северна Македонија, нема територијални претензии, немаме претензии за мешање во внатрешните работи, малцински права, затоа што и Бугарија нема, тоа е меѓународно регулирано. Се разговара за стопирање на говорот на омраза, кој што го има во двете страни. Се разговара за фази и акцијски планови на поуспешно имплементирање на договорот. Зборуваме за коридорот 8, зборуваме за проектите кои што се од многу важно значење на економската и трговската соработка. Очекуваме историската и образовната комисија да прават исчекори. Секако зборуваме и за она кое што представува перспективија досега
не се отворени амбиенти, ама мислам на соработка, образование, здравство, култура и сите други аспекти. Така да разговорите се движат токму тука. Секако решението за јазикот, затоа што во преговорачката рамка се упатува на преведување на акито на македонски јазик. И тука дојде реакцијата од страна на Бугарија, ние го имаме решението и досега од 99 година, 2017 потврдено, а тоа е за Бугарија македонскиот јазик значи македонски јазик согласно уставот, за Европската унија македонскиот јазик е чиста работа, како Европска унија, за нас бугарскиот јазик значи бугарски јазик согласно уставот на Република Бугарија, ама во 21. век на вистина се уште да оставаме вакви билатерални клаузули, не е во ред. Убаво е да се направи исчекор од страна на Бугарија, која што неколку пати кажува дека ја прифаќа реалноста. Го признава македонскиот народ и македонскиот јазик, но ајте да го утврдиме минатото. Минатото е работа на експертите, на историчарите, да ги поддржиме, да ги охрабриме, да направат чекори, да ја читат вистински историјата, постојат документи. Дај да ги нотираме тие документи, за да може да го најдеме тоа минато на начин на кој што не прави поголеми пријатели, отвора поголеми можности. Тука се надежите. Јас верувам дека премиерот Борисов пред се, но се надевам председателот Радев, министерката Захариева, подпредседателот на владата Каракачанов, нема да дозволат да се стварат непријателства помеѓу двата наши народи. Сега треба вистински европски чекор на пријателство, која што ќе даде задолжение и кај нас, и кај нив, да уште повеќе работиме на градење на тоа пријателство, кое што сакаме да го видиме и во Република Северна Македонија и во Република Бугарија.